По 20 години со фотоволтаични панели штипскиот сточар Зоран Штериов доби струја во своето бачило. Што значи електрификацијата на бачилата, особено оние во високопланинските региони, објасни денеска министерот за земјоделство Трајан Димковски при неговата посета на спомнатото штипско бачило. Модернизацијата на бачила, особено снабдување на бачилата со електрична енергија, ќе овозможи и модернизација на производствениот процес за преработка на млеко во млечни производи. Сето ова представува потврда за нашите напори да го модернизираме секој сегмент во земјоделското производство, што ќе придонесе за развој на сточарството, но и за развој на економијата во целост. Со овој потек македонските бачила ги достигнуваат мощни високите европски стандарди за нивно одржување. За тоа сепак потребни пари. Министерството и платежната агенција немаат проблем со тоа. Тоа го докажавме со вчерашната исплата на средства за мерката задржани женски јагниња и јариња, со тоа што на 4945 сточари кои што во минатата година задржале во матичните стада женско јагне и јаре, исплативме 88,6 милиони денари. Безрезервната подршка од општината е неспорна, изјави штипскиот градоначалник, а се однесува во овој правец. Општина Штип стои на располагање за да даде своја подршка и свој придонес во дел на мала доработка на пристапните патишта овде со цел да овозможиме што е можно побрз и поефикасен развој на овој бизнис. Зборовите на благодарност упатени на адреса на ресорното министерство не ги штедеше сточарот Штериов. Голема благодарност до Министерството за земјоделие и Агенција за финансиска подршка. Ово е за нас, значи, да добиеме струја во ово време што сите има струја, ние немаме струја на нашите фарми. Согласно програмата, во бачилата од 10 општини во Македонија поделени се 50 фотоволтаични панели. Инвестицијата тежи 23 милиони денари, пари на ресорното министерство, а предвидени за развој на руралниот сектор.